Во врска со рекет, ви ги повикавте сите инволвирани споменати личности со оваа афера, сите политичари сами да се пријават на распити, да го кажат она што го знаат, меѓутоа никој од нив тоа не го направи, освен овие што беа по службена линија повикани. И повикавте обвинителството што побрзо да ја заврши истрагата, тоа да резултира со обвинение. До ден денеска тоа не се случило, напротив, денеска првпат првиот осомничен Бојан Јовановски е повикан на распит. Како го коментира тоа? Јас ги повикав да ги прекинат колективните годишни одмори, во време кога аферата почна да се развива дури и во јавноста, и да почне да ја работа својата работа, независно од тоа што е време за годишни одмори. Јас сметам дека аферата има такви пропорции, што едноставно не сме да се дозволи да има колективен годишен одмор во време кога целата јавност во нашата земја очекуваше резултати. Околу темпото на истрагата не можем да се мешаме. Значи, јас не повикав што е можно побрзо или не дадов рок до кога треба да има подигнато обвинение, можеби нема да има. Јас повикав само да престанеме со користење на колективни годишни одмори, бидејќи тоа не беше соодветно во тој момент. И повикав исто така и сите оние кои се инволвирани или споменати, макар споменати во јавноста, да дадат изјави, некој од нив дадоа изјави. Се дали се повикани од обвинителството, дали самостојно тоа го направија, јас сметам дека секој што е споменат треба да даде изјава, дури и ако не е повикан од надлежниот орган. Едноставно, како политичари сме должни да дадеме чист одговор пред јавноста. Дали преку соопштение, дали преку изјава пред надлежен орган, да кажеме јас со таа и таа работа немам ништо. Мислам дека јавноста ќе цени, се разбира на следните избори, кој од избраните политичари, власт или опозиција, сеедно, тоа го направил соодветно или на време, а кој тоа не го направил. Јас и на пресконференцијата која ја држав по тој повод, на 12 август, ако не се лажам, јас за себе си реков дека немам никаква релација со тие луѓе кои се спомнуваат и кажав кога и како сум имал било каков контакт или фотографија заедничка со лицата кои се споменуваат, сметам дека е тоа наша обврска. И јас имам намера и понатаму што се однесува до мене и мојата работа или луѓе кои работат со мене во кабинетот, ако се на било кој начин споменати, не велам инволвирани, споменати во било какви предпоставени незаконски действија, дека тоа ќе мораме да го расчистиме веднаш со соопштение, со јавна изјава, да не чекаме да не прозиваат било кој. Ние сме платени да дадеме отчет пред граѓаните, дури да дадеме одговори на најнеоснованите конструкции кои може да се направат. И ние сме должни да трпиме повисоко ниво на критика, платени сме да имаме повисоко ниво на критика. Јас ја повикувам и јавноста, и опозицијата, и политичките субјекти, и граѓаните, индивидуално, тоа да продолжат да го прават, бидејќи ние не смееме да бидеме херметички затворени во кабинетите. И после недели да чекаме да не повика официјалниот државен орган. Излегуваме со став и велиме јас со таа работа немам ништо. Понатаму граѓаните нека се. Сигурно дека денеска имавте разговори со градоначалникот на општина Вилес, за кои се проблеми стана збори, каде може вие да помогнете, бидејќи знаеме дека Трајковски помогна во решавањето на случајот Рамина. Дали има некој актуелен проблем сега во Вилес? Актуелен проблем нема, кој се случил сега, последнија недела 2 или 3. Инаку за Рамина бев и во рамки на кампањата, па и претходно го знам многу добро тој проблем. И таму има некои преостанати проблеми, иако можеби во целина со тие потпорни зидови е нешто решено. Работа на општината е да ги решава проблемите на граѓаните кои живеат на подршка на општината. Оно што сакам јас да го направам преку ваквите посети и да дадам подршка на градоначалниците во тоа што е нивна надлежност. Се случува да градоначалниците некој пат гласот не им стига до Скопје, до централната власт. И таа, ако има таква мискомуникација меѓу надлежните министерства и некои од општинските власти, јас тука можам да помогнам. И воопшто не се согласувам со тоа што некој вела дека председателот нема никаква надлежност во, не знам, општински проблеми или работи. Немам надлежност, меѓутоа можам да зборувам и никој не може да ме спречи во тоа. Така што сите проблеми кои градоначалникот ги има, не треба да дојдам јас во Велес да ми ги каже. Имаме мобилен број, јас од него и тој од мене и можеме да се чуеме и да се договориме за било каков тип на интервенција да ја наречам, во која секој ќе си остане во рамки на своите надлежности, а граѓаните на крајот ќе добијат услуга каква што заслужуваат и за која конечно и плаќаат. Председателе, ја давате оваа изјава во дворот на противпожарната територијална единица во Велес, имате контакти со пожарникарите, како председател, можете ли да обидате да ги добијат силите заштитни дела, препоръка од страна на детели од страна на владата и исто така да се интервенира со обновување на нивниот
како се дека фонд возлюбува на возен парк и заштита опрема се со цел да не ни се повтори, нели, случајот Велешко езеро, но ако ни се повтори, да не се доведуваат во прашање нивните животи, а се доведуваат и пригаснење на пожари во густо населените делови на градот Велес. За жал, тој проблем околу личната опрема и опремата генерално на овие единици е малку поширок. Значи не е само општински. Ние зборуваме за нив, за жал, само кога се случуваат вакви немили настани, меѓутоа треба со време да зборуваме и за подготвеноста на тие луѓе и на овие единици генерално на ниво на држава. Денеска, колку што сум информиран, значи дали можеме да помогнам? Можам да помогнам во оваа насока. Дали можете да лобирате Можам кај да лобирам, амбасадите, значи да помогнете да. на општина Велес, се со цел Да. побрзо да стигнат? Еви два начина на кои тоа го правам. Веќе сум во преговори во контакти со две амбасади во Скопје кои се познати по донациите кои ги прават именно на овие противпожарни единици за нови нивни донации во наредниот период, со кои во многу ќе се подобри нивото на техничка опременост на единиците. И второ, денеска има состанок закажан на економско-социјалниот совет на владата на Република Северна Македонија, на која именно состојбата по катастрофалниот пожар овдека во околината на Велес ќе биде дискутирано за помошта која може да дојде од централно ниво. И со оглед дека економско-социјалниот совет го води човек кој е од тука, не сомнам воопшто дека ќе имаат разбирање и дека промптно ќе реагираат со помош, значи не само она што може да го генерира општината на општинско ниво, во делот на поддршка на овие единици, туку и од владино ниво да добиеме поддршка буквално од централната власт, тука и секаде каде што тоа може да биде потребно. Значи генерално се согласувам дека состојбата со личната заштита и со опремата која користат овие единици не е на задоволително ниво, меѓутоа се прават напори во таа насока и јас се надам дека и во Велес и на други места каде што тоа е неопходно ќе биде наскоро тоа Каков е видливо. вашиот впечаток за она што го видовте на Велешко езеро по пожарот? И јас бев, морам да ви кажам, запрепастен. Едно се новинските извештаи или медиските извештаи кои ги гледаме седејќи дома, сосема друго е на лице место, 409 хектари опожарени во само едно предпладне и попладне е неверојатно. И јас знам дека во тој период јас како врховен командант на армијата дадов дозвола да се користат и хеликоптери и авиони и армиски единици во поддршка на територијалните единици тука и на сите граѓани. Има и волонтери и доброволци кои го гасеа пожарот и ви уверувам дека што се однесува барем до армиските ресурси за кои сум директно надлежен, тие беа употребувани до својот технички максимум. Буквално до својот технички максимум, дење, ноќе и тука и на секој друг пожар кој изби во изминатиот период, така ќе биде и во иднина. Во тој дел ние мораме да разбереме дека без синергија, без заедничка работа на надлежните институции, ако ја ставиме работата само на овие момци позади, нема да ја завршиме, да го решиме проблемот. Затоа и армијата и сите други институции, дирекцијата за заштита и спасување, мораме да ги фокусираме нашите напори и ресурси и луѓе за да бидеме многу подобри во реакцијата при вакви пожари, иако стихијата има своја една природна динамика и не може тоа да се изгаси, се разбира за 15 минути, меѓутоа од она што го чув и од луѓето кои гасеа на терен, тоа се максимални напори биле направени со цел да се барем ограничи, лимитира или локализира пожарот. И ако дозволите да не бидеме локал патриоти, Правниот суд која донесе одлука во корист на вашиот претходник Ѓорѓе Иванов за разрешувањето на работа. Па да појаснам, јас четири од тие укази на Иванов, нели, 4 укази, 2 потврдив, 2 не потврдив, меѓутоа основот по кој јас тоа го направив е сосема различен од антикорупцијска. Наку со антикорупцијска ги испореше указите на Иванов затоа што наводно направиле оштетување на државниот буџет. Значи, дел од тие укази беа за унапредување на некои од генералите и тие заради тоа унапредување треба да имаат повисока плата. Меѓутоа јас кога дојдов во канцеларија утврдивме дека нема никакви исплати направено, луѓето се унапредени, но немале никакви исплати, значи нема никаква штета на буџетот направена. Меѓутоа тоа е работа на антикорупцијска, зашто тие оделе по тој основ. Тоа е нивна работа и јас одев по друг основ, потврдувајќи 2, не потврдувајќи други 2 укази, јас одев водејќи се од тоа дека беа сите тие укази донесени во изборна кампања, а тоа не е дозволено. Значи сосема се други различни основите од антикорупцијска до ние што јас ги преземав. Председателе, ви одговоривте на иницијативата на антикорупцијска комисија која реагира на некои бенефиции кои ги користат претходните председатели на државата, па кој е вашиот став, како вие би се однесувале по однос на
можностите и бенефициите кои ви ги дава законот по завршувањето на вашиот мандат? Јас го кажав тоа. Значи јас, здравие Боже, на крајот на мандатот немам намера да аплицирам за продолжување на тие привилегии и немам намера да ги користам тие привилегии кои се со законот за поранешни претседатели. И тоа што сакам да го кажам и тоа треба отворено, сосема независно од која страна доаѓаат напади, критики или пофалби, во овој момент, во однос на она што го уживаат поранешните 20 претседатели. Тоа е законско решение. А ако законодавците во парламентот или може да биде на иницијатива на граѓани, ако некој сака да го измени тој закон, сите надлежни органи ќе постапуваат по тој нов изменет закон. Во овој момент тие не прават ништо незаконски. Ние може да зборуваме за моралната страна, на закупнината. И тука се согласувам, за сиромашна држава тоа се енормни суми. Меѓутоа тоа е се во рамки на постојниот закон. Ако ме прашувате мене, дали јас се согласувам со постојниот закон, не се согласувам. Меѓутоа постојен закон е, позитивно законодавство е и тука не можеме да кажеме дека било кој од 20 поранешни претседатели го крши закон. Моралната страна на тоа е сосема друга. Не, тоа е јасно. Меѓутоа, како вие би постапиле во таа ситуација по истекот на мандатот? Дали вие би се откажале евентуално од парите за закупнина, би барале некое по... Не, јас реков една реченица. Значи, јас ќе барам евентуално просторија, не постојано, кој ќе имам протоколарни активности како поранешен претседател, значи ќе се среќавам со некого, и да имам просторија каде тоа ќе го правам, на пример во Министерство за надворешни работи, во било која просторија на влада, било каде, кога ќе имам средба, не постојано. Нема да барам платени советници, нема да барам платена секретарка, значи нема да ми треба кабинет, постојан кабинет. Ако имам потреба некој па да се сретнам со некој странски државник, можам каде ќе ми даде владата просторија за тие час и половина да се видам со тој човек, тоа е се што ми треба. А пензијата не се откажувате? Не ми треба. Не, нема да барам ни пензија. Нема да барам ни пензија, кој ќе ми заврши мандатот, ќе се вратам од тамо кај што сум дошол, а ако тамо нема место, ќе бидам едноставно на берзата на трудот. Председателе, денеска нова средба на работните групи на ВМРО, ДПМН и СДСМ за законот за јавно обвинителство. Гледаме дека до компромис тешко се доаѓа. Дали во случај на евентуален неуспех и денеска планирате да ги свикате лидерите на една средба во вашиот кабинет, како што тоа било случај и порано? Или воопшто дали одржувате контакти со лидерите на политичките партии по ова прашање? Одржам редовни контакти со сите лидери на политички партии, овие на власт и овие во опозиција. Меѓутоа знаете што, многу е битно тука дали постои политичка волја да се реши тој проблем. Ако не постои, џабе да ги собира и Свети Петар да ги собира, нема да направат решение. Значи ако има волја, сосема не битно кај се среќаваат и кој го организира тоа, ќе се сретнат и ќе го решат за половина саат. Колку што јас знам, практично работата е исчистена во однос на тој закон. Имаат уште 2-3 евентуално спорни прашања за кои главната опозициона и главната партија на власт имаат различно размислување. И мислам дека сте сосема близко до договор. Меѓутоа, ако нема волја и тоа да се договори, џабе да ги собирам и јас и вие, било кој да ги собира, нема да се реши. Може би е битно се него поставите тоа прашање да кажам дека ако не го донесеме тој закон, нема да биде проблем за да добиеме датум за преговори. Тоа сакам да го кажам затоа што со одлуката да се трансферираат предметите од СЈО на редовното обвинителство, тој проблем е решен во овој период. Меѓутоа се разбира, многу е битно да имаме нов закон за јавно обвинителство во кој некогашното СЈО ќе биде и системски углавено, за да може да продолжи својата работа и по предметите. Значи во овој момент тоа не е проблем. Меѓутоа ние не треба на кратки патеки да гледаме. Дали во октомври нема да ни дадат или ќе ни дадат датум заради тоа или тоа. Заради нас, заради државата е битно СЈО да биде дел од редовниот систем на обвинителство. И во таа смисла апелирам до политичките лидери да се договорат што е можно побрзо, да повторам, мислам дека разликите кои се преостанати се толку мали што треба сите страни што учествуваат во тие преговори да се надминат себе си и да го решат тоа час поскоро во интерес на граѓаните.